Дали антикорупцијска комисија ќе поведе постапка во врска со случајот во кој главната улога има министерот Цугаревски за принудување на партиски вработени во Прилепската болница да агитираат за претседателските избори за Пендаровски, кога и партијата СДСМ да го побара тоа од нив. Дополнително ќе се одлучува. Сега комисијата работела на собирање на сите потребни информации. Ние подготвуваме, собираме информации околу ова прашање и на некоја наредна седница ќе го донесеме нашиот заклучок за отварање на предмет по собствена иницијатива. Покрај ова, комисијата денеска иницираше кривично гонење на градоначалникот на Сарај Беџети, оти свесно ги чувал предметите за легализација на дивоградбите на матка во Фиока, односно не ги одбил, а тоа бил обврзан да го стори, оти платформите не ни може да бидат предмет на легализација заради статусот на заштитено подрачје на овој дел од Скопје. Реагираат и оти досега за предметот во општината одлучувал некој кој воопшто не бил надлежан. Кога едно барање за легализација ќе влезе во општината, тоа всушност влегува во некој процес. И сега мислам дека злоупотребата е токму тука да се чува тоа барање во некој процес и да не се одговари на некој начин тоа барање се става во некоја таква латентна состојба. Градоначалникот ги имал сите законски основи и можности да одговори на барањето и да каже овој времен објект не може да се легализира. На тој начин ќе им отвори можност и врата на надлежните институции, на инспекторатите и така натаму, да си ја вршат својата работа и да ги отстранат дивоградбите. Предлагаат до владата да се прогласи матка за споменик на природата и да се постават надворешни граници. Антикорупцијска отворила и предмети за пицеријата дивоградба кај Охридскиот чинар, која е собственост на контроверзниот советник од ДУИ во општина Охрид, Нефи Усеини, но и за случајот Рашковски, како што го нарекоа. Ја испитуваат јавната набавка за инсталација на радарски систем за управување со воздушниот сообраќај и улогата на владиниот генсек. Во врска со Усеини, антикорупцијска и досега реагираше и на тоа што фирмата на советникот била пријавена на тендер за уривање бесправно изградени објекти во Охрид. Заклучокот од нивната постапка ќе му ја доставила на градоначалникот. Комисијата денеска побара разрешување и кривична одговорност и за директорката на стоматолошката клиника во Скопје заради злоупотреба и партиски вработувања. Ова произлегло по пријава од лице кое конкурирало и не било примено на клиниката, а директорката не ја уверила комисијата дека во изборот на нови вработени се водела според објективни критериуми.